Здраво на сите и добро дојдовте моето ново видео. Дојде и тој ден од годината, утре се Оскари. Решив оваа година многу касно да го ставам видеото и само како ден пред Оскари да кажам дека филмовите ги изгледав, да ви кажам вас мислење, ако ви се гледани филмовите, да знаете кои филмови мене ми се најдобри и што мислам за сите од нив. И исто така, ако после тоа ќе видите и утре што ги случи на Оскарите, да се одлучите според мене и според Оскарите, можеби што да гледате вие. Да ви кажам што да не гледате, да ви кажам што да гледате и така натаму. Денес ќе коментирам главните 10 филмови што се номинирани за Best Picture, тоест најдобар филм. Искрено доста силна година и не знам, предикциите ќе ги оставам за крај. Иако од предикции го имам кажано ова уште пред неколку месеци. Сакам да пробам да погодам. Опенхаймер на Оскарите 2024 година ќе земе 9 Оскари. Ако земе 9, јас сум најак и ова видео ќе го споделувам насекаде. Филмовите ќе ги рангирам според мене од најлош кон најдобар, така што почнуваме со најлошиот. На 10-то место се наоѓа Маестро. Тука си имам запишано и кратка содржина да ви кажам што се случува во филмовите, можеби повеќе ќе ве натерам нешто да гледате. Оваа бестрашна љубовна приказна ја следи комплицираната доживотна врска помеѓу музичката легенда Леонард Барнштајн и неговата сопруга Фелиција. Биографска приказна за диригент, музичар што постоел. Не знам како да пробам да немам зборови без да го хейтам долго филмот, како што може видите имам ставена оцена 6. Таа оцена е само поради тоа што ги препознавам веќе десетина години гледајќи ги Оскарите, ги препознавам квалитетите што академијата ги бара од филмовите. Дефинитивно тие номинации што си ги има си се заслужени, ама кога зборам за мој личен вкус на филм, лош. Ако не изимав и тие квалитети, ако не навлагав повеќе, ќе имаш и многу послаба оцена. Не ме интересира приказната на братот, многу ме изнервира целиот негов лик, а во текот на целиот филм едва и го догледав цел филм. Ме мачи кога гледам црно-бели филмови, посебно кога повеќе од пола беше црно-бел, а после ќе навлезам како и да не ме мачи, ама овој стварно ми знамачи. Не знам. Јас викам 6, најлош филм за година од тие 10. Можеби тебе ќе се свија ако те интересира оваа тема. На 9-то место со оцена 7 го имам ставено American Fiction. Некако ова е филм што можеби реално можеше да биде 10-то место, затоа што ова ми е филм што најмалку изгледа на оскаровски филм. Иако и тука можам да препознам квалитети зошто е номиниран, сепак мислам дека не заслужува да е во оваа категорија за најдобар филм. Некако ми личеше баш на наква драма, комедија што обично не се наоѓаат за Оскар и некако кога го гледав 2-3 пати се прашав зошто е ова тука. Не е лош, че кратката приказна кај ми е. Имам и тефтери, телефони, сегде испозапишано све. Писател кој е заситен и изфрустриран од тоа како се профитира од Black Entertainment, користи лажно име за да напише книга која го носи во срцето на хипокризијата и лудилото кој тој тврди дека го мрази. Значи он пишува книги, не модат, не поминуваат добро, на крај прави тоа што гледа дека поминува, се случува бум и се развива понатаму приказната. Далеку од лош филм, ама кога ќе го споредам во оваа група од толку силни филмови, имав ставено и 6, го накачив на 7. Мислам дека 7 е фер за ова. На 8 место го имаме The Zone of Interest. И ова има ставено прва 6, па го накачив на 7 како подлабоко навлегувам во филмот. Се работи за командантот Аушвиц, Рудолф Хес, заедно со неговата сопруга Хедвига, настојуваат да изградат животот со ништата за своето семејство во куќа и градина во близина на логор. Ова е највознемирувачкиот филм што го гледав годинава и можеби ако навлеземе понатака можеби многу подолго, највознемирувачки од многу подолго. Низ целиот филм ништо не се прикажува од тоа што може да замислите дека тоа што се случувало сите знаете приказната. Ништо од тоа не се прикажува, ама цело време суптилно во позадина имате вибрации, имате пискот, имате пукања, имате сите најнепријатни звуци, цело време се присутни во текот на целиот филм. Скоро можам да видам како ќе земе Оскар за музика и саунд ефекти. Беше толку непријатно и онака цел филм не можев ни толку да се задлабочам во целото дејство, што цело време јас стоев вака и си замислував, иако тоа не го гледаш, ама цело време го слушаш во текот на целиот филм. Сам си правиш слики во глава и е уште полош од тоа сами да те го прикажат. Така што доста тежок филм за гледање, само што ви го зборам ова цел сежам. Ми беше интересно што дури и солзи ми дат. Ми беше многу интересно што сите кадри беа онака статични, скоро цело време нема никакво движење камерата. Секогаш се статични, освен некогаш кога ќе поминат само вака кратко, ама најчесто имаме еден статичен кадар. Тоа ми беше интересно да се види оддавна, немам гледам таков филм и
Overall 8 место, оцена 7. На 7 место ги имам Killers of the Flower Moon, оцена 8 од мене. Членовите на племето Осаж во Сад се убиени под мистериозни околности во 1920-тите, што предизвикува голема FBI истрага. Не можам да зборам за овој филм без прво да напоменам дека филмот трае 3,5 сати. Самото тоа што ќе видам дека филм трае 3,5 сати за мене одма е ко оцена минус, затоа што стварно немам толку, колку и да не знам што филмот, немам толку трпение да седам во едно место и 3,5 сати да не мрдам и да гледам филм. Можеби ако ми го направиш ко серија и ми го сервираш од 4 епизоди или 6 или 8, ќе ми биде предобро и ќе ми биде за 10, ама вака ми е буквално мачење и сепак, иако верувам дека си има зошто е тоа така толку долго, верувам дека може тоа да се сервира и во 2,5 сати барем, да не иде до 3 или 3,5, не знам. Мене ми е стварно тоа too much, затоа имам намалена оцена и имам намален за тоа што како приказна можеби не сум нешто толку заинтересиран за тоа, ама квалитет предобар, Скорсезе, не знам дали би земал, мислам дека не би земал филм година во Оскар, ама топ. Добро, ама ме убива тоа што толку долго. Иначе стварно многу квалитетно, стварно добро и приказната, иако мене лично не ме интересира, сепак има добро дејство, дури се задлабошев и после тоа малце да прочитам за што стварно се случувало во историјата со тоа племе. Тоа е уствари најбогатото племе што се случило под нивната земја да имаат оил, како се вика масло, што тоа ги прави да се кој најбогатите луѓе тогаш. Сите од секаде од сите страни на светот доаѓаат затоа што таму се парите. Треба да се изгледа ако имате трпение да седите 3,5 сати или да си го цепкате на делчиња. На 6-то место го ставив Барби и морам да го кажам дека му намалив оцена последен пат кога зборев за Барби во некој видео, имаше 10-ка, му намалив на 9 после се што изгледав. Реално не е за 10, ама 9 може да помине затоа што е стварно добар филм. Тука е опишано како за да живееш во земјата на Барби, треба да бидеш совршен на совршено место, освен ако немаш екзистенцијална криза или си кен. Филмот е топ. Тоа го зборе веќе нема што да го коментирам Барби затоа што веќе го зборев во претходното вако видео кога седев и зборев за филмови. Можеби мислите дека е многу розево, што добро е, а не е само филм за Барбике, туку стварно позадинската порака треба да ја видите за што е целата поента и порака на филмот, така што вреди да се гледа и мислам дека 6-то место е баш онака таман. Сега одиме на втората подобра половина. На 5-то место годинава заминува Anatomy of a Fall. Се зборува за мајка, татко и нивниот син Даниел, кој има оштетен вид. Веќе една година живеат на оддалечена планинска локација. Кога таткото е пронајден мртов пред куќата, започнува истрага за смртта по сомнителни околности. Во таа неизвестност е обвината и мајката, па се зборува за тоа дали станува збор за самоубиство или убиство. Искрено многу големо освежување и единствен најверојатно филм годинава што е таква мистерија, треба да се открие некакво убиство, онака едва и чекаш до крај на филмот, онака цело време си во филмот, присутен си и чекаш да дознаеш што се случило. Многу квалитетен филм, многу квалитетна глума, значи мајката е врв, детето е врв како глуми. Човече, детето како глуми, има една сцена каде што плаче. Толку е добра сцената ако се огледате филмот, знаете точно за што зборам. Ако не сте огледали, кога ќе гледате, точно ќе ви текне за која сцена зборам. Значи мајката и детето врв. За жал, најверојатно мајката нема да земе поради конкуренцијата за најдобра женска улога, ама во ова кошница од 10 филмови ми беше онака баш убаво да има еден ваков филм, затоа што обожавам вакви мистерии да гледам и ми е на моje големо изненадување во категоријава. Силна 9 од мене, не ми е 10, ама многу добар филм и стварно ако сагара такви филмови каде што треба да се реши кој е крив, дефинитивно гледате. На 4-то место е Опенхаймер. Иако може би сите очекуваат да е прво, јас се уште мислам дека во оваа категорија он ќе победи, затоа што според академијата и тоа како ни оценуваат, мислам дека најкомплетниот филм што годинава, мислам дека нема што да го победи. Приказна за Џ. Роберт Опенхаймер, амерички научник, теоретски физичар и татко на атомската бомба, за неговата улога во проектот Менхетен, потфатот од Втората светска војна кој го разви првото нуклеарно оружје. Ова исто така е многу зборено во
претходното видео веќе се е кажано, не би се повторувал. Придобар филм, мене ми е буквално 9.8. Нешто не ми дава да му ставам 10. Јас кога ставам 10 ги онака одма после филмот без сомнеш одма ја лупам десетката. Под мој личен вкус не му дозволам да е 10, ама е 9.8, стварно многу добар и мислам дека годинава ништо не му бега дека го зима Оскарот. Сега одиме повеќе на мој вкус топ 3. На трето место го ставам Poor Things, што исто така може да биде 10, ама пак кога го изгледав си викам не можам баш 10 да му ставам, ама е пак 9.8. Тука се работи за неверојатната приказна за еволуцијата на Бела Бакстер, млада девојка оживеана од брилијантниот научник доктор Гудвин Бакстер. Оживеана. Не сакам да навлезам затоа што не се дознава одма начинот на кој е оживеана, ама типката умира и после е оживеана, така што има научна фантастика. Знам дека има луѓе што штом слушаат научна фантастика одма не го гледаат, ама стварно вреди да се гледа, стварно многу добар. Најголема пофалба за филмот имам да кажам со реченицата дека е филм каков што јас претходно немам гледано. Не можам да го споредам со ништо, самиот тип на снимање како е снимен, самиот едитинг, самото буквално се е воедно у целата таа мистерија и се е најсмешниот филм што го имам гледано. Го гледавме заедно со Ангел Кисацаки, се пресмеавме, преуживавме, се го коментиравме цело време. Сега кога размислувам, можеби треба да е 10, ама стварно е многу добар, можеби ќе му сменам да е 10. Право уживање, право визуелно уживање, визуелно на сите можни сетила, воедно пресмешно, воедно цело време ти го држи вниманието со се нешто што се случува. Од тука сакам да спомнам дека третина можеби од филмот е црно-бел и тука воопшто не им пречеш. Ако ти бате ми дадеш ја што да гледам, ако толку ме заинтересира приказната, нека биде и цел црно-бел. Океј, ама кај Маестро не можам тоа да го кажам затоа што Маестро го гледав едвај. Ема Стоун, ве молам, фокус на Ема Стоун. Годинава е таа која го заслужува Оскарот за најдобра женска улога. Мислам дека типката, ако сега не земе, јас знам дека претходно зема за La La Land, мислам дека последен пат и овај може четврта или пета номинација. Втор Оскар за нејзе, ве молам. Неправедно е било што да земе освен нејзе. Врв. Тоа е гениално и ве молам сите, не би ви ги препорачал сите филмови на сите, секој си има филм кој би го гледал, ама овој на сите го. Не, 18+. Многу важно да напоменам, 18+. Многу важно да напоменам. Ако имате 18 години, гледате го филмот врв. На второ место кај мене се наоѓа со оцена 10 The Holdovers. Не знам, јас кога ставам 10 на филм, мислам дека ме пукала нека емотивно и многу убаво се чувствам на крај. Тука се зборува за професор кој никој не го сака. Тој ги поминува божигините празници во интернатот каде што работи заедно со ученикот Ангус и коварката Мери. Сите си одат дома, сите си одат на распуст празници, он останува да работи таму, останува едно дете со него и останува коварката Мери. Тие тројца се заедно целиот филм. Многу интересен концепт е некој дете багабонд и имаш професор што е најстрог од сите и никој го не ќе и една полничка, сладка куварка Мери, како заедно се во некој си интернат и божигините празници поминуваат заедно. И јас уживав во целата приказна. Преинтересно, преубаво, предобро. Ова е баш што викаат сите my cup of tea. Вакви филмови да беа сите 10 од ваков жанр, ја би биле можеби сите 10-ка. Уживав, The Holdovers стварно ви го препорачувам на сите. Истовремено и немам батерија и прегрева, така што сега морам да убрзам. За жал на последното, ама морам, можеби ќе успеам да кажам се. На прво место за мене годинава Past Lives 10 од 10 се работи за Нора и Хаe Сунг, двајца длабоко поврзани пријатели од детството, се разделени откако семејството на Нора емигрира од Јужна Кореја во Америка. 20 години подоцна тие повторно се сретнуваат во една судбинска недела, каде што се борат со љубовта и судбината. Од тоа поднебје, толку последниве години има наплив на предобри филмови. Најмногу што ќе ги истакнам се можеби до сега Parasite и Everything Everywhere All at Once и сега ни се и Минари, сега ни сервираат и Past Lives. Јас стварно сум воодушевен од тоа што прават последниве години, буквално растур. Многу квалитетно, многу убаво, многу кревко, многу емотивно, многу длабоко. Нешто што можеби ќе се поврзете и сте имале можеби таква приказна на крај. Зборувам за оној крај на филмот што сега не можам ништо да ви кажам и не би ви кажал, ама кога ќе видите онака има голема шанса да ве допре вас
подкаст до мене доприте како. За мене најдобрата љубовна приказна што имам гледано последниве неколку години. Не знам што повеќе да кажам. Ова најмногу ме удри на емоција и на колку брутално, искрено, реално и добро беше. Така што го препорачувам стварно и овој на сите. Тоа е тоа. Ова се најдобрите 10 филми на годината и ова е распоред по кој јас ги рангирав. Кој филм ти беше тебе најдобар, ако си ги изгледал сите, ако отпосле се вратиш на видеото, после видеото решиш да гледаш некој филм, те молам врати се на видеото и напиши што си мислел за филмот, стварно ќе ме мило да прочитам. Кој вие мислите како зима Оскар од годинава? Имате буквално само ден да вратите. Оскарите се недела кон понеделник вечерта, најверојатно од полнок до годинава. Рекор ќе заврши саат 2 порано. Нема да седиме до 6 саат за бајле, така да можеби до 4 ќе бидеме веќе завршени. Тоа е тоа. Знаете кој е мојот омилен дел од годината. Свесен сум дека најверојатно ова видео нема да го гледат многу луѓе, ама мене ова е тема што јас не можам да ја утнам и јас обожавам за ова да зборам и би зборил уште 50 сати, ама секад си имам онаку глава кочница, си викам Стефан, никој нема да слуша толку долго. Престанува да снима, буквално немам батерија секој момент. Луѓе, фала што гледавте видеото, коментирате ваши мислења, ставете лайк, ставете субскрайб, гледајте Оскари, гледајте ми мене и среќни и убав викенд. Фала, се гледаме во следното видео. Чао.